Стигна пошта. Опа, ајмо честитки, ајде да видиме, читај. До редакцијата на вчерашни новости, почитувани, Управата за јавни приходи ви информира дека поради ненавремено поднесена документација за придонеси, казнети сте со 2000 евра. Ова баш не е честито. Не. Ајде, воедно ја користиме оваа прилика да ви ја честитаме новата 2020 година. Па фала многу за честиткава. Друго, шајмо. Друго, водовод и канализација, сметка за рата за кредит, за струја, покана за суд, за парно. Тука на други. Супер, значи, ја обожавам ова предновогодишна еуфорија. Абе, прекрасно е све. Таман, врво на елката. Аха. Драга уредничке, заменичке, Маја, јас сакав да речам, од овдеки не се исполнуваат ни основните работнички права во ова наша мала канцеларија, што е како еден наш втор дом, како Леле Менде, добро, скрати. Шо е проблем? Абе, немам понадврдом, пак не работи клозето. Па нели го попре Рубин прошлата недела? Не знам јас. Затната, а? Рубин! Што бе? Шо е бе со видето? Бе, влегов тоа 3 пати унутра, не бива, бе. Бев до горе, дока е комшивки, одем, не дока нив. Вуста ми влезе. Таму е, значи не е од тука, него цела зграда е запушена. Оди викни водовод, канализација, бре, нека дојди некој, нека не куртули. Абе, викнав, бе, ги викнав и ти од водовод, и онаму викнав и онде викнав, да видам, тоа е шахта, не и од таа. И двете ги отворија пуни до врв, па гуша до тука. Па како бе, друже, нема да биде пуна му имам. Направија 500 згради ваму, 500 наму исподав изградија на една канализација. Па не бива тоа. Значи, колку сакаат да лапаат, сакаат каркензи, лапензи, а неќа да инвестираат. Па не бива, бе, луѓе. Не бива. Во собствените гомна ќе се удари. Па ќе се удавиме. И чаре? Чаре, викаат сега да стиснеме газ, да не сереме до избори таму до април месец и после све ќе си биде окей. Абе, не може така, бе, човек. Како до април да стегам јас? Во 12 сато треба во влада да одам. Замисли таму да ми се прионеква. Слушај. Ќе одиш во влада и да, таму ќе се онегвиш. Кај ни во клозето. Знаеш какви се клозетите во влада? Убајна. Мермер, злато, абе мед да туриш, мед да собериш. И слушај ме, ќе одиш, ќе земиш акредитации за цела редакција за сите. Од денеска до избори сите се онегвиме во влада. Значи, уредничке Маја, секогаш успевате да ме извлечете од, како да речам, некое срање. Гомна. Лајна, Шит. гној. Рубин, шо чепкаш без струјата ти? Земи сега плати до година. Твојот прв кредисимо до плата до 20.000 денари е со 0% камата и рок на враќање до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носење. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Голема наградна игра со Mastercard и Compay на Комерцијална банка. Од 9 декември 2019 до 12 јануари 2020 плаќате безконтактно и добите шанса да освоите некоја од многуте награди, а на крајот на играта ве очекува и главна награда автомобил.
Учествувајте во наградната игра со секоја бесконтактна трансакција од најмалку 200 денари со Mastercard на Комерцијална банка и удвоите ја можноста за награда плаќајќи со мобилен телефон преку апликацијата ComPay. Бесконтактно плати и награда фати. Биоцелулар Anti-Age, линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа, Биоцелулар Anti-Age. Довери се на Кредисимо. Нова година, нов iPhone. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо, пари на време. Дај да сврти малку некај мене. Значи, преиска сум била во банка, смрзнав до коска, плаќав сметки. Сите пари на сметки ми отида. Не знаеш како сакам една капуча се купам по наам. Абе, има опција за тоа. Земи сега плати до година. Јована, а клавте греалка во студио? Наместивте? Па, тоа е таму више со електрична кебе и со ракивче. Вајда наместа. Сало ти саламте ме. Јајде, пуштајте вести да не ни ја исклуча и струјата. Среќа ракивче има. Ракивче, може? Опе. Лека ноќ, драги гледачи! Вие нема да гледате крими филм со заложничка драма каде двајца новинари се спасени и ослободени, па полицијата ги пречекува со топли кебиња. Вие гледате вчерашни новости. Лека ноќ од мене и живели. Ќе започнеме оваа емисија со еден мудар цитат од нашиот анонимен боем Петра Шилегов. Не сум пијан дура. Не сум се напил алкохол воопшто. Или ако пијам, тоа е многу малку. Ја мислам дека е време да ги тргнеме овие кебиња, затоа што атмосферата се жешти и предлагам да почнеме со вестите. Среќна вест, Скандинавија со нови реформи, овој пат по наш пример. Уопште не е тоа за изненадување, да ти кажам, затоа што Македонија е позната по голем број на трендсетери, така да уопште не е нешто вау. Но да продолжиме со вестите. Најмладата премиерка во светот, која се вика и презива како една од најмалите држави во Европа, Сана Марин, се обидува да ја внесе земјата онаму каде што ние сме веќе 30 години, со цел да го достигне нашиот стандард. Финската влада разгледува опција да се работи 4 дена во неделата, по само 6 часа. Дали овој предлог е само лош плагијат од минатонеделниот предлог на ДУИ за скратено работно време во петок со цел повеќе време за семен, спортски, активистички, културен и љубовен живот. Од македонската влада вела дека ова се одлични вести и дека веќе испратиле своја работна група административци да им помогне во реформите. Упатија надеж дека еден ден финците и ќе го стигнат владиниот процек од 0 работни часа во неделата. А сега следува она што никој не го чекаше, но ќе го дочека. Една авантура, нешто кое секој ден го гледаме, но не го цениме доволно. Представено и испакувано во форма на нем краток филм, кој треба во најмала рака да се прикажува на Sundance, а е дел од серијалот кој го започнавме минатата недела. Започнуваат авантурите на еден просечен македонец.
Јована, што се прави пред новогодишни и божични празници? Се чисти оджакот ако веруваш во Дедо Мраз, а и ако не веруваш, добро е да се исчисти од хигиенски и еколошки причини. Е така. Ајде да видиме како го чисте оджакот нашите најнови звезди Шуле и Гезо. Кај се тие куглите у пичку, мате? Па симни се доле по бареги. Ај ти симни села, или качи се ако се. Абе, што го чиме стакло е ова? Ја од око ги разбираме. Значи, Шуле, му веруваш на Гезо. Ова, гледај го. Не е запушено ако реформите на знае. Ова не е запушено. Ова. Тука 5 прсти пием 10 имаш минимум бе. Баш кад деца има доле ги се угушат, се запече ова. Будало. А онаму 5000 души протески ми прават за воздухот. Се собрале 5000. Срамота бе, 2 милиона народ. Не може само 5000 се задушени. Срамота. Не бива бе. Тоа е. Шо па ти си толку не бива, не. Шо знае дете шо е 100 кила, најму ги однесе. Кај се куглите? Овде мора со кугла. Овде мора со кугла, као онаа плава да ти текне или? Или Уорман. Као ја? Фи 200 цевка. Оджак на. Наводно сега некој друг му го чистил некој од Кичево, многу боле било за упола цена. А за тоа не се јавува, го нема, разбира. А, ја сред зима. Да, види, гледаш зајко шо вика? Немало да има ветинг за судиме, 2-3 биле запушени само. Па да заеме ние да не работиме, не чистиме, фрли кугли. Шуле, не може ние да не работиме. Они ако не работат. Нас ни е граѓанска дужност да ги изчистиме сите оджаци. И нема тука сакаш неге. Дај ја да фатам тоа. Пази да не паднеш. Оди маце да му влезе Чичо Гезо. Га везе, ви си скриви, сиба мајката. Види. Еј, овој ми е брат бе. Што саѓа испаѓа? Како друга мамица, бе. Види го, джап, види го доле, види го. Шубара на вести, брат бе. Види го бе, саламчето е кај тебе. Опа, вие бе дома све бе машки Кардашијан сте бе, шо е ова? Све од убав по убав бе. Скандалозен учебник по социологија ја тресе јавноста. Веројатно затоа што средношколците не учат и до сега не го отвориле учебникот и не ја виделе содржината на истиот, иако тој е издаден во 2002. Како што се наведува во учебникот, жените лесно се заведуваат во криминал и треба да избегнуваат социјални контакти, излегување надвор од дома, дури и кога не е загадено со PM2 честички, со PM10 честички и со PMS. Ако жена е затворена во домот и нема никакви јавни улоги, таа нема можност да прави кривични дела. Логично. Јована, зашто бе ти си излезена од дома? Шо си излагаш вака на ризик? За да го пренесам мртвиот леш од крстоар кога ќе заврши емисијата, зашто замрзнувачот во кој што го чував дома се расипа. Па кога ќе стигнам да го закопам, до дрвото 15 метри јужно од фамилиарното лозје. Те интересира уште нешто? Не, доволно беше. Но да продолжиме на темата улога женама у друштвима или улогата на жените во општеството на македонски. Поразговаравме и со еден социолог кој емпириски ќе ни го представи овој учебник. Ти си манијак, бе. Гледаш и шо ми прави. А знаеш колку тешка рука имаме. Ви има ли? Значи, социологија ти е закон. Она све кажува. Че според таа наука, жена си е за дома, бе. Затоа што ако им даеш на жентурачиве да се социализираат, тоа све иде у криминалци, бе. Еве ти ова од СЈО. Еве ти ова со поликолорот, еве ти ова од ТАТ. Бе, не кеш да знаеш. Ти си серијски убица, бе. Зашто ми правиш вака и ме тераш да те лежам, бе? Ради овакви работи, многу мислат дека жена треба да биде врзана за радијатор. Али тоа не е добра опција, затоа што ако врзеш за радијатор, се прекинува проток на топлина. И сите ќе испонастинеме. Али у секој случај мислам дека е болја варијанта од подрум. Не.
Аматери мислат дека жена треба се чува у подрум. Али ја не се слагам со тоа, затоа што мене цела ракија ме у подрум бе. А оваа пие скришно. Една ракија, што е комшијата подобра ракија. Гледај се, вака со дак тейп, еден продае банана за $120,000 као уметничко дело. Ако се разбереш од уметност. Али оваа не е рафинирана и везе нема од уметност. Сега. Сега ми излега мислата, кај бев, која страна беше. Ова е права жена, бе. Ако мене ме праша, значи вредности у денешно време тотално се изместија. Имаш нешто да ми кажеш пред да одам на фамилиарната лозија? Не, ништо немам, жими све, ништо немам. Мислам, сакам да ти кажам, ако си расположена да продолжиме со вестиве. Ништо немам. Добре. Абе, социолози ви управо биле. Жена ти е само дома, а седи. Бога ми, како фантазирам јас, мене са некој запарно да ме врзи дома, да се стопло. Абе, Маја, кај се кокошките? Замрзна е. Нормално, кога ги чуваме во редакција, надвор е потопло. Во Македонија разводот на браковите е во нагорен тренд, дали поради наводно напредните расипикујќи од погордиот пол. Мислам, не го мислев ова, Јована, сериозно. Знаеш, мислам, мала шега. Мислам, еднаквите со нас, најдрагите жени или поради нешто сосема шесто, не знаеме. Но како овој тренд може да се прекине? За работата на брачните советници и најголемите проблеми во бракот, вчерашни спроведе истрага. Абе, тоа е крв, човече? Кетчуп. Крсто, те молам, отворија вратата. Добар ден, повелете, седнете. Еле, извинете, мал нас незгодно ни. Извин, стварно. Што е проблемот? Имаме проблем во бракот малку и дојдовме со совет за ум. Видете, ве знам. Знам дека станува збор за брак од интерес. Меѓутоа, ова е место на мир, на спокој и на разбирање пред се. Комуникацијата е една од најбитните работи во бракот. Па повелете, кажете што ве мачи. Па еве го бе, јазик ми бара, еве, например. Па што има лошо тоа да барам јазик? Што? Френч кисинг? Не ли убаво тоа? Креветен дома брачниот си има граница. Значи, има твој дел и мој дел. И кога ќе ме остеш на твојон дел да спијам, тогаш може јазик. Ајде бе. Знам и мене исто ми бараше 8 години. И што, не само тоа, не барам само јазик, и пари барам. Па нема бе, љубов кошта бре, људи. А тука веќе имаме проблем. Ако дојдеш со мене, ќе ти дадам. И пари. Ти бе ме дупиш мене? Видете, господјо, сите ве дупат. Меѓународната заедница ве дупи. Домашната заедница ве дупи. Дури и местната заедница ве дупи. Но не е сега тоа тема на муабет. Тука сме за вас. Кажете ми, се сакате ли вие воопшто? Абе, нели пред брак има љубов, сега во брак кој си не мора да има љубов. Така, треба само да може да се разбериме и да се поднесиме еден со друг. Баш као овие стројници во странство, кој дојдоа рекоја, демек, ова таман сте вие двајца едно за друго. Значи, стално кога доаѓаат избори, вака се понаша у криза. Мори, немој да мислиш дека јас се замарам. Ја утре сега да излезам, било кој ќе ме земе. Ја можем да се оженим и трети пут. Не ми е проблем мене тоа. Ти си проблем, нели сваќаш дека у тебе е проблемот, овде е проблемот, у главата. Јас сега да излезам, ќе се потепат кој да се земе. Без мене брак нема бе. Нахим ме хом. Нахим ме хом. Токму така, нели како велат она што странство ќе го састави, човек да не го растави. Меѓутоа, што е тука е, јас ќе ви дадам едно бројче. Не можам да дојдам до таму, многу ми е далеко. Едно бројче. Па да се чуеме. И вие видите до април што можете да направите, направете. Па сега, чувај Боже.
Председателот Пендаровски кажа многу убави работи во своето обраќање до собранието. Новата Европска комисија пред неколку денови го представи така наречениот Green Deal, со кој се обврза да ја направи Европа првиот климатски неутрален континент во 2050. Ние тамам 2050 може ке почнуваме преговори, па не е лошо до тогаш да направиме уште една стратегија за борба против аерозагадувањето. А кога сме кај загадувањето, младите ја бойкотираат наставата поради загадениот воздух. Прв на овој бран на бойкот е Елвис Бајрам, која бойкотира наставата 40 години. Но тоа не е темата. Темата е што воздухот е супер, а децата се партиски војници, како што велат од една партија која е на власт, а почнува со С и завршува со ДСМ. Не смееме да дозволиме да бидеме изманипулирани и да бидеме поттикнати и излажани. Рече за протестот на средношколците председателот на СДММ Битола, инаку учесник во средношколскиот пленум во 2013. Според аналитичарите и блиски до аналите на владеачката партија, децата се партиски организирани за да го попречат прогресот на државата и затоа што не им се учи. Кај бевте пред 10 години? Ги запрашаа децата, на што децата реплицираа со А тоа шенот ме родени бе клошар. На што следуваше контрареплика. На кого бе ти клошар мочко еден? Па тоа што не сте биле родени не е моја грешка, а некој од вас си намерно добива на рак. На што децата се расплакаа и си отидоа дома. А реалноста за загадувањето највидлива е во капиталниот град Скопје, но маглата колку што донесе паника, толку донесе и среќа за сите оние што немаат вкус за барок и неокласицизам. Дополнителна среќа од град Скопје е тоа што решија Нова година да ја слават на крајот од декември. Да погледнеме. Кај си бе, човек? А било најглебе за палтото? Еве сум бе, еве сум. Оди камерата? Ајде ти, ништо не се гледа. Не знам кај е. Ајде. Разговаране со задолжениот од град Скопје за овие прекрасни украси што ќе светат по улиците за Нова година. За Нова година. Да, како што може да приметите, оваа година купивме дополнителни 17 километри светлечки украси за да го разубавиме градот. Многу убаво. Децата сигурно ќе се радват на што ќе така магично небото на Скопје. Па нормално, нели, ние ова и за децата го правиме, за да им направиме една поубава новогодишна атмосфера, да се радуваат малку повеќе. И ќе оставиме гледачите да уживаат во овие прекрасни виножита и овој спектар на бои што ќе се прелева во деноите што идат потаму. Дали ќе вклучите сега? Абе, вклучени се веќе месец дена. Кај се вклучени бе, човек? Отиме онегваш. Не гледаш дека светат? Тоа вака ако е загадено, не мора ни Дино Мерлин на плошад да увикните. Може и само клајте од оние касети ти да му пеј на луѓето. Ох, леле, сирот ти. Извини, ама ти си сирот. Не, ти си сирот. Ајде да не речам овде, ела ако си баш в лице кажи ми ото. Сирот ти. Абе, јас ако те научам кој си, ќе видиш. Ти благодариме, Менде. А ние продолжуваме со вестите. Јована? Земи сега плати до година. Твојот прв кредисимо до плата до 20.000 денари е со 0% камата и рок на враќање до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чокостоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Подгответе ги највкусните домашни специјалитети со керамичките тави Ромертопф од купон плюс акцијата на Тинекс. Препознатлив германски квалитет. Рачно изработени од високо квалитетна природна глина за долготрајна и сигурна употреба.
обложена внатрешност за подобра функционалност и брза подготовка на храната. Од 20 декември, единствено во Тинекс, соберете 10 купони и со соодветна доплата изберете плитка или длабока керамичка тава Ромертопф и разбудете го духот на традицијата во вашата кујна. Гответе здраво, брзо и едноставно. Тинекс. Биоцелулар Anti-Age, линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа, Биоцелулар Anti-Age. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Довери се на Кредисимо. Нова година, нов iPhone. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо, пари на време. Шилегов. Абе, за него не ли зборавме приес кака Што лошо кажав, нели? Така е пијаница. Дај ми го бе, дај. Пак ти. Ајде. Ало, градоначалниче. Време се да дојам во вашата телевизија, кога сакате, 6 сата ако треба да дебатираме на темата. Абе, кога ја и ти сме завршиле за 6 сата? Да. Не заебај. Слушај, треба да одјавам емисиите, барам да идеме на пијачка. Ајде. Спремен сум. Ете така, драги гледачи, дојде време да ја одјавиме оваа емисија. Ви посакувам добро утро. Добро утро и од мене. Бе, номче, бе, само сметки ми остај, бе, Баш убаво му текнало. Е, казда, бе, курта е боле пичка ти,